Kia Stonic од своето представување го доживува второто освежување. Се работи за предницата, малку за светлата, кои сега имаат и поголем лед отисок. Што се однесува до контурата, не е многу менувано. Интервенирано е само на светлосните групи. Kia уште од представувањето на Stonic, кој всушност е рафинат и поставен врз база на моделот Rio, е критикувана поради големината на ГПК. Тука имаме 325 литри простор за ставање на багажот, но не е доволно долг. Stonic со своето име означува синергија. Од Speedy и Tonic испадна Stonic. Од Rio и желбата за спортско корисни возила испадна Stonic. Во внатрешноста тој ја има класичната определба на Kia. Сушност, амбиентот во внатрешноста е потполно ист како кај Rio. Концептот на инструментите и забележителниот тачскрин монитор е веќе општо прифатен, додека пластичните површини се со ист квалитет, но разубавена е внатрешноста со цитати на пластика која делува како да е изработена од метал. Kia Stonic ја возиме со 1,2 литрен бензински мотор кој има 4 цилиндри, но остана слаб по сила. Има само 84 конски сили. По вокација Stonic е спортско корисно возило. Од сегментот Б, но сепак е спортско корисно возило. Па, поради неговата зголемено расстојание од тлото, можете да поминете на неасфалтирани патчиња, како што ние сега го правиме во моментов. Се разбира дека не е препорачливо тешко теренско користење, бидејќи и во оваа изведба што ја имаме на тест ги нема оние електронски пресети кои помагаат во различни сценарија на возење. Ова ниво на опременост е практично и прагматично. Преминуваме од неасфалтиран пат на асфалт. Внатрешноста е добро осмислена, впрочем, тоа е истото случај и со Rio. Нема никакви знаци дека се наоѓате во спортско корисно возило, осем зголемената точка на седење. Повисокото седење ви дава една поинаква перспектива. Инаку, за движењето задолжен е 1,2 литерски 4-цилиндерски бензински мотор од 84 конски сили. Неговите перформанси, како и лична карта, не се многу импресивни. Овој мотор не дава извонредни перформанси, но далеку од тоа дека е незаинтересиран. Во спрега со 5-степениот мануелен менувач, тој овозможува добра еластичност и солидни, да не кажам задоволителни перформанси. Имено, оваа изведба на Stonic е направена да биде попристапна за пошироката автомобилска публика. Овој изглед се покажа како делотворен, бидејќи острите линии и модерниот дизајн се допадливи не само на европскиот, туку и на светскиот пазар.
Кога збориме за возните својства и за подпирањето, Стоник го презема во целост од Kia Rio со тоа што е повисок од тлото. Ова извишување не му дава инфериорност во свиоци. Има сосема стоичко и добро однесување. Неговите манири се многу добри и можете комотно, подинамично да ја возите Стоник во свиоци. Се разбира, доколку успеете да го забрзате, овој мотор кој, ке повторам, не е меѓу најагилните во класата. Со цена од 14.950 евра, Стоник представува добра солуција за сите оние кои сакаат да имаат спортско корисно возило од компактната класа. Во секој случај, доколку немате потреба од многу простор, Стоник ќе ја заврши работата. Но тука секогаш доаѓа до преклопување кога се размислува за купување на нов автомобил. Ќе останеме во рамките на Kia. Моделот Ceed, кој е доста поголем од Стоник, чини исто така околу 14.900 евра. Се разбира, во некое пониско ниво на опременост и со ТГД и мотор од 1 литар и 120 конски сили. Па, прашањето е дали сакате рационален пристап или сакате популарен, односно трендовски пристап. Ако сте за она второто, тогаш Стоник е вистинското решение. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви посакувам се најубаво и останете во добро здравје и расположение. До гледање до следното издание за 7 дена.